Това е прекрасно, че фамилията, семейството на министър-председателя на Република Северна Македония допринася за българската икономика и плаща данъци в България. Треба да кажете мерси, че ВМРО-то од Македонија крепи българската држава. Што е коректно од колегите, тоа не е ВМРО, тоа е ДПМНЕ. ВМРО-то си е на страна и не се согласува со ДПМНЕ-то. Заслужува нашиот премиер-министер, министер-председател, че заслужува еден орден да му закачите, че крепи българската економија с македонския капитал. Не можеме да водиме политика на двојни стандарди. Но роднините на Мицкоски също имат фирми в България. От търговския регистър става ясно, че Дано Транс е собственост на Йорданчо Янев. Връзката на Йорданчо с премиера е следната. Мицкоски е женен за Роза. Роза има сестра Стевица, а Стевица е съпруга на Йорданчо. Казано по-просто, собственикът на фирмата Дано Транс и премиера Мицкоски са баджанаци, а балдъзата на Мицкоски Стевица и мъжа и Йорданчо, освен българска фирма, имат и българско гражданство. Фирмата прави между 2 и 3 милиона лева оборот. Я мислам, че обаче премиер-министра, председатела на владата, Оптимус Прайм примариус доктор господин Херовим Христијан Мицкоски, мислам дека намерно не ја внесува Македонија во Европската унија за да може само одбрани компании да работат во Европейскиот сојуз, а да не можат сите граѓани да не ствараат конкуренција. Сепак мислам дека се штити повторно капиталот и интересот на големите капиталисти. За нас обичните граѓани нас кој не шиша, нема Европска унија, лоша Европската унија, не уценува Европската унија и така натака, меѓутоа додека се тоа се случува во Европската унија не уценува дрнјарење, се повеќе граѓани земаат бугарски пасоши, а особено после влезот во Шенген зоната и веројатно после безвизниот режим со Америка, кој што Бугарија е при крај да во заштитен процес да стане и да има пасоши кои што без виза може да влезат во Америка.